Мина уште една година, а луѓето кои гинаа за Македонија, македонските бранители, останаа заборавени од државата, иако дел од власта е токму еден од нив, генералот од 2001, сега директор на ЦУК, Стојанче Ангелов е коалиционен партнер на Димитар Ковачевски и Али Ахмети, и тој признава дека од Илинденска не успеале да им помогнат, иако барем декларативно тоа го сакале Ковачевски и другите министри од СДСМ во текот на минатава година, но тие како да не смеат да им се спротистават на Дуи и Али Ахмети, кои ни подразно не сакаат да поддржат било каква помош за македонските бранители. Генерално и премиерот и клучните министри даваат поддршка. За жал, според мене, проблемот е во Дуи, која што не дозволува овој закон да помине. До сега нити во владата, нити во собранието, но до изборите има уште време. Сметам дека предизборниот период обично прави поголем притисок врз самите политички субјекти, кои што тогаш се помотивирани да решат некои натрупани за останати проблеми. 23 години по војниот конфликт во Македонија премиер ќе стане командант на УЧК, а има македонски бранители кои воопшто немаат ниту здравствено осигурување. Еден од нив во текот на 2022 починал на клупа во Прилепската болница, вели за Алфа потпредседателот на Сдруженијето на бранители Братство 2001 Мики Ристовски. Ние кога се боревме 2001 година кога браневме Македонија, немавме политичка припадност. Ние бевме македонци, луѓе што ја бранат Македонија. Имавме и од различна вероисповест. Војните инвалиди да добијат поголема инвалиднина, затоа што нивната инвалиднина што ја земаат сега не ги покриват и нивните основни трошкови за лекарства што ги имат. Втора работа што многу од војните инвалиди тешко доаѓаат до нивните лекарства, тешко доаѓаат до приледи. Имаме луѓе што почина, лани беше примерот во Прилеп, почина бранител на клупа затоа што немаше социјално и не го лекува. Инаку според законот за посебни права на бранителите, изгласан во 2002, на нив и нивните семејства им следуваат посебни права за здравствени услуги, вработување, стамбено згрижување, еднократен паричен надоместок и во областа на образованието. Ристовски вели дека ништо не добиле од државата за која се бореле. Бараме да имаме достоинствен живот, односно да не признаат. Децата наши, сите кои ќе не видат, многу пати со млади сме се сретнале, и ете ги насочуваме на патриотизам, да ја сака државата и вие што добивте. Не ве третира државата како ништо. Имавме разговори со претходниот премиер Заев, имавме разговори со одредени пратеници, со Ковачки, господинот Ковачки пратеникот разговаравме, он го изнесе барањата наши во парламент, ги одбија. Инаку Ангелов во 2023 во собранието предложи и закон за обештетување на 15 на семејства на загинати бранители, за кој поддршка доби од ВМРО ДПМН, но не и од власта. За истиот се уште во собранието не е дебатирано ниту секунда. За жал се уште овој предлог закон не е ставен на дневен ред на седница на собранието. Официјалното образложение од претседателот на собранието Талат Джафери е дека чекале на негов превод. За жал, до сега поддршка добивавме од сите политички партии само кога се во опозиција. Кога ќе дојдеа на власт, нешто се случуваше, преку ноќ ја менуваа реториката и нашите прашања, односно проблеми, не беа решени. Се надевам дека најпосле некои работи ќе се поместат од место. Ова влада покажа добра волја, надминавме еден проблем на 4 војни инвалиди кои што ги враќаа со камата земените пари како оштета. Владата покажа добра волја и ја прекина присилната наплата кон овие кутри луѓе и им ги врати назад досега присилно наплатените пари, но тука и застана, да речам, оние наши барања, бидејќи очекувавме дека ќе биде надминат и овој проблем за кој што моментално во собранието има предлог закон за кој што зборував. Инаку и во текот на 2023, но и предходните сведоци бевме на голем број сквернавени споменици на македонските бранители, додека тие беа уништувани од речиси секогаш непознати сторители. Во ноември 2023 во селото Сопот во присуство на Али Ахмети и други високи функционери на ДУИ отворен беше музеј во чест на УЧК. Таму беше поставена и карта на голема Албанија, која по жестоките реакции од јавноста сами ја отстранија оние кои го отворија музејот на приватно земјиште. Македонските бранители цело време порачуваат дека се чувствуваат понижено во државата за која биле подготвени да загинат во 2001 година. Изразуваат надеж дека 2024 ќе им донесе барем нешто добро. 23-та ни е многу слаба во однос на бранителите, да се надеваме дека 24-та ќе имаат слух и дека ќе биде подобро.